Миграцијата село-град опустоши многу села во Македонија. Иако со најмало учество од 22% во вкупните миграции село-град, Полошкиот регион не е поштеден од овој процес. На десетина километри оддалечено од Гостивар, на надморска висина од околу 1000 метри, се наоѓа селото Печково. Во него моментално живеат 25 постојани жители, некогаш тоа броело дури 400. Го искористивме еден од последните здивови на летото за да го посетиме ова село. Таму не пречека дедо Ристо. Тој има 78 години и ова е неговото родно место. Со него ја кроиме тажната приказна за Печково. Екипа на телевизија КИС во село Печково, Гостиварско, во моментов разговарам со дедо Ристо, кој што всушност ќе ни каже нешто повеќе за самото село. Дедо Ристо, кажете ми колку куќи брои ова село, колку жители брои кои што моментално живеат тука, а колкава е нивната бројка кои доаѓаат од време на време? Па 24-25 овде живеат редовно. Нивната бројка е преку 70, што доаѓаат сезонски. Ајде да ги запознаеме луѓето кои што никогаш не биле во Печково, за какво село станува збор, колку е далечено од Гостивар, нешто околу 10 километра е далечено од Гостивар. Потом ни го направија фалсификат. Се руши. За водова ти кажам, до село е донесува, стануваме без вода така. Дедо Ристо вели дека снабдувањето со основните намирници за живот им е можеби најголемиот проблем во селото. Зашто овде продавница нема, па се што им треба или треба да се нарачаат порано за да им донесат или да појдат долу во градот, но за тоа секако се потребни поголеми средства. Седеше со нас и разговараше, го чекаше порачаниот леп. Ние тешко се снабдеваме со леп, продавница нема. Еве, например, ја овде сега дежурам, за да ми донесе тамо сум порачал леп, шеќер, ќе работи. Тоа можам да ти кажам. Значи ли тоа дека тешко е да се живее тука во Печково? Супер тешко. Многу тешко. Да има продавница, ние допрените немаме од кого да бураме помоќ. Прво да ни ја направја водата и патот. Па некако ќе беше до негде. Ама сега што да ти кажам, све тешко ти е. За да донесеш дрва од својина, треба да платиш 1200 динари од кубик, да ти донесе некој. Но простор за песимизам нема. Голема помош жителите на Печково имаат од собствениците на кланицата Годево Печково. Тие им го одржуваат патот проводен преку цела зима и во неголемите снегови. Едино може да се захвалиме на овие луѓето со кланицата. Тија нас патот проводен ни го држат цела зима. На асфалт го држат. Цела ноќ работат, ако треба на асфалт ќе го држат. И док ние имаме превоз и такси, ама е скапо таксито. 10 евра кошта да одиш до Гостивар и да се вратиш. А тија, ако не беа тија од кланицата, ми не знам што ќе правиме. Ми не беа тија едно време овде, барај превоз, овај да ни го чистат одавде, бравај одавде, никој мене ми шукееше што вика. Тоа можам да ти кажам. Ако никогаш овчарството важело за најразвиена земјоделска гранка овде, сега само еден жител на Печково се занимава со одгледување на овци. Ние сега стока немаме. И унищиме стоката све. Само еден имат во Печково, преку 1000 овци. Ама тој зимно време оди долу, Белес, опќе поле. А летно време е горе, планина. Чуваме гоеда, овци, кози, све тоа. Све тоа унищиме, младите не идат. Тоа сакам да ве прашам, колку младите се задржуваат во селото, заминуваат, имате ли деца тука? Абре, Бирка, прво да ти кажам за моите. Ја имам син, ќе добро, черки ми се мажени. Син ми мој, да посеете еден сад, му се 4 година.
Ćerka mi si ima familija svoja. Не зишто ќе му замерам. Го прашувам, дали олку беше тежок животот и порано во Печково? Имаше луѓе, не беше толку тежок. Ние ќе земеме да го чистиме патот рачно од давде Равен. Од Равен преко Вруто горе и го држеме проден. Имаме коњи, гоеда, овци, ама имаше луѓе. Сега нема луѓе, сега може човек да си умрет и ако го најде некој да го најде. Каква беше ситуацијата со населеноста на Печково некогаш? Ако сега живеат тука 25-30 жители, колку беше некогаш нивната бројност? Па 75 куќи бе едно време. Па да рачунаме просек, по 5 души нека сад, сигурно 400 жителя. Можда и више, а не мање. Сега, толку. Прашав и како му поминува еден ден на дедо Ристо. Никако. Како? Со Сарата се борам, Сарата ми е болна. Чоперам нешто да каснеме. Ќе лезам, ќе испушам една цигара. Ќе се чудам. Па ќе влезам дома. Ако имам кафе, едно кафе ќе направам, ќе пием. Друго ништо. Така ми заминува денот. Навечер та пие 3 врсти лекои. 5 пие, ама 3 тие са главни. Таа е склероза болна. Пие во 6, во 8 и во 10 навечер. Сами си живеете со бабичката, така? Сам. Ка бабичката да не дојде никој. Боже. Се обидов да го свртам разговорот во позитивна насока. Му признав дека лично се воодушевив од парчето спокој овде, од преубавата шума, пасишта, бистри водотеци, недопрената природа, а во неговите очи повторно разочарување и копнеш за минатото скриен во секоја негова длабока брчка. Се поткача и ми рече: Ама кој ќе ја посети таа природа? Нема кој да ја посети. Прво патиштата не функционираат. За да дојде некој. Не функционира. Мене ми се чини тоа село не може да оживе уопште. По мое. А се ако испане некој преокрет нешто, ако некој интересување од државата тога, можда ќе заживее целото. Не се интересираат ли луѓето кои што имаат тука стари куќи да ги обноват, да направат од нив викендици, па за време на викендите барем да доаѓаат тука, да одморат? Обирка направиле тие што има пари. Ево овде има 3 направено. Еве и се поред 3. Ама едни од посетујат доваѓат. Горе има една направено исто ново. И тој доваѓат. Овај доле што има направено, и тој придујат, а другиве не. А старите куќи што се рушени, имат овде што живеат во Ѓорчеве, куќите им се рушени. Не ги интересираат. А ќе дојдат, ако имат да соберат нешто оравче, костенче, и ќе си заминат. Неодамна наша екипа беше дел од осветувањето на црквичка тука во ова населено место. Беше реставрирана старата црква и осветена. Не е ли тоа добар знак за селото, дека нешто се случува, нешто тргнува напред? Види, ја за црквата да ти кажам, им честитам на младата генерација. Имаме заинтересирани као главни во одборот Цветковски Петре, Сотириовски Гоце и колку могло селово помогнало. Црквата ја сачуваме, направиме крстилница уба. Еве сега во таа крстилница се крстија 5 деца. И уште ќе се крстат. И ако го родила во Гостијар, сака да го крсти во село горе. За црквата е многу фино направено, а уште има да се прави. Да видиме докаде ќе можеме. С пара, парички.
Можете ли да ја предвидите иднината на ова село? Што го очекува во иднина? Ова од село го очекуваат само дивјачот. Мечките шетаат низ куќи. Шума расте во нивието. Не можеш да влезеш. Мало се лажат због таа пуста екзистенција. За коштање за ова година нема ништо. Ни ораз, ни јаболко, ни коштање, ништо. Све исуши. Тоа го очекува ова село. Ова село ќе се затвори. По мој ќе се затвори скроз на нула. Нема интересување, нема перспектива никаква. Жени, не ти кажав, жени многу земе од Албанија. Така? Се жена наши од Албанија поевтини биле тамо. Озбидно. Еве имаме еден овде. Ајде да не зборам по име. Тија има 3-4, ама што има едно 2 од Албанија вредно нешто чудо. Овие се албанци што работат. А едни што имат џандари. Али без 500 евра не можеш да ја земеш. Има тамо вредни, што имат едно вака тоа фигура. Струја за работа, за однос, многу добро. Се покаја добри. Благодарам уште еднаш и ви посакувам убава старост Ама тука јас во што Печково. немам овде куќа, па да ви направам по едно кафе. Ви благодарам уште еднаш. Ништо, Абирка, бидите живи и здрави. Пред очите на дедо Ристо згаснува животот во Печково. Селото се претвора во царство на тишината, без детски джагор, без врева на луѓе, со руинирани куќи, без услови за живот. Тивко, мирно и пријателски расположено. Кога влегувате во Печково, имате чувство како селото нежно да ве прекрива со својата селска идилична наметка. Селскиот живот до совршенство овде се скаменил во еден божествен момент на сплотеност со природата.